Дали е мобинг ако од службеник во администрација се бара да ги извршува вообичаените работни задачи? Тоа е главното прашање што остана да виси во воздух по последната седница на Советот на општина Кочани, на чиј дневен ред се најдоа измените и дополнувањата во планот за вработување во општинската администрација. Острите дискусии и зајадливите коментари меѓу советниците за тоа кој кого и на кое место вработил свој близок во еден момент преминаа и во лични напади и дисквалификации. Присуството на медиумите на седниците очигледно е дека се користи за дополнително да се засили реториката, а кај граѓаните да се создаде соодветен впечаток. Сепак, на седницата имаше и конструктивни размислувања и предлози за прераспределување на веќе вработените на други работни позиции и задачи. Оценето беше дека имало и политички притисок од централно ниво за нови вработувања. Не е смешно, не е за заштеда, не се тоа. Целта е вие доаѓате од приватниот сектор. Да ве прашам само една работа. Еве јас доаѓам од приватниот сектор. Дали можем на мене некој да ми нареди јас да примам сега уште двајца луѓе, а знам дека тоа е нефункционално, или можам да направам прераспределба на тие што работат внатре? Зашто не ја сватиме на ситуацијата во приватниот сектор? Значи, кога го гледаме приватниот сектор и доаѓаме, го гледаме од една страна. Кога доаѓаме во државниот сектор и државната администрација, го гледаме од друг дел. Целта е и во ваша полза. Притисокот е толку голем за да се случат овие вработувања. Пред и под дискусијата на советникот Митев имаше повеќе меѓусебни обвинувања за партиско влијание при вработување на блиски. Сепак, она што најмногу сврте внимание, а никој не сакаше гласно и јасно да го признае, е дека во администрацијата, без разлика дали е јавна или општинска, има поединци кои недоволно или воопшто не се ангажираат на работните места. Нивните предпоставени открија дека дел од нив се на високи работни позиции. Значи, јас најодговорно ви тврдам дека до денеска, значи, никој за ниту една работа не ни се јавил и не ни направил притисок, а најмалку во делот на вработување. Во општинската администрацијата, кога луѓето ќе ги сакате да ги ставите во функција, тие ве обвинуваат за мобинг. Знаете, кога не е мобинг некој да седи, ние имаме раководни лица кои не можеме да ги најдеме по канцелариите, разбирате? Ако ќе му дадете работни задолженија, тоа е мобинг за него. Знам, нема да се сложиш со мене, заради тоа што не размислуваме така. Во твојата организација и во организацијата од каде што доаѓам, работникот доколку не е функционален и работи кои апсолутно не само што не се во интерес на општината, туку влијаат негативно на општината, ќе седнете, ќе се разделете со него. Овде не може така. Овде нема одговорност, луѓето овде не се идентификуваат со институцијата во која припаѓа. Тоа е основна работа, луѓето не се идентификуваат. Мислам, зборам за мал број. Сепак, јас си преска кажав благодарност на голем дел од луѓето кои се вложуваат во работа и сите оние капитални инвестиции каде највеќе ја трошиме енергијата, даваат допринос за нив. Поплаки од граѓаните за бавноста или за неработењето во јавната и општинската администрација имало и ќе има. Сепак, зачудува изнесениот податок дека токму оние кои се поставени на одговорни позиции и кои најмногу треба да придонесат за нормалното функционирање на државните институции, не се на своите работни места или не се лојални на позицијата од која заработуваат. Најавените дисциплински мерки веројатно ќе треба да се спроведуваат без разлика дали некој е на раководно место. Се разбира во интерес на граѓаните кои го плаќаат вработениот во администрацијата.